Марко Китески, човекот кој со децении пишува и истражува за фолклорот, во воведот на книгата Историја на македонскиот фолклор, ке рече: многумина патописци што минувале низ Македонија се воодушевувале од песните и ората, па и Македонија ја нарекле земја на песните. Во монографијата посветена за 65 години постоење на ансамблот Танец, Китески како еден од авторите се навраќа на формирањето, постоењето и растечкиот опус на овој ансамбл, кој е, како што вели тој, поим за творичките врвови за најквалитетното што го создал македонскиот народ во својата многовековна историја. Танец е формиран 49-та година, значи нешто по ослободувањето, откако биле формирани неколку културно-уметнички друштва и најдобрите пејачи, игроорци и така натаму се донесени во Танец. Првиот директор на Танец е Емануел Мане Чучков, позната личност од нашето револуционерно движење, член на АСНОМ и така натаму, една образована личност, и сета среќа е што тој бил поставен за директор, бидејќи поставил цврсти темели врз кои подоцна се надоградувал, се развивал ансамблот. Значи, негова идеја била ансамблот да поставува на репертуарот изворни ора и песни, бидејќи тоа е она што го афирмира македонскиот народ како творештво на народот. Монографијата за Танец ги бележи македонските фолклорни традиции, танец во странство како символ за македонските национални вредности, воопшто како еден од главните сегменти покрај јазикот за идентитетот на државата. Во првата постава на Танец влегле лазорополската група од друштвото Кочорацин, исто групата од Раштак и битолската група од Вишата педагошка школа. Значи, тие три групи го составувале првиот состав на Танец и првиот репертуар. Но важно е да се каже дека и пред војната ние сме имале културно-уметнички друштва што патувале по странство, што го афирмирале македонскиот фолклор. Треба да се каже дека нашиот фолклор е богат, е стар, бидејќи познато е дека сведоштва за постоење на фолклор имаме уште од 10 век, и по фреските на нашите цркви, и по иконите. Па еве да речеме имаме на иконата од село Кучевиште, Скопско, кај што имаме представено оро од композицијата Фалете го Господа. Во делот за легендите на Танец, која хранеле душата на македонскиот фолклор, се Васка Илиева, Александар Сариевски, Живко Фирфов, Јонче Христовски, Георги Томов, Ѓорги Димчевски, Ќазим Идрис, Пеце Атанасовски, Атанас Коларовски, Дојчин Матевски и Петранка Костадинова. Имаме сведоштва за тоа дека нашите културно-уметнички друштва и од Раштак и од Лазорополе уште пред војната давале концерти и тука во овај дел на Македонија, кој што тогаш бил во рамките на кралството Југославија, и по светот. Имаме податоци за Брисел, за други градови каде што патувале тие. Значи, Танец дошол како едно продолжување на тие активности, но со осмислена програма, со точно поставена задача во уредбата за основање на Танец и со еден кадар кој што имал задача сето тоа да го насочува, да го осмислува. Главното мото на истражувачот и влюбеникот во македонскиот фолклор Марко Китески е да ја афирмираме, негуваме и чуваме нашата вековна традиција.